Двајца седеа заедно во истата куќа. Кога смртта дојде до секој од нив, таа му рече на едниот: "Ки умреш." Човекот ја погледна, очите ги преплави со солзи и треперејки рече: "О смрт, не можам, нема да умрам." Тој побара лекар и му рече: "Јас сум болен." Смртта ме погледна. Незините очи ги обледеа моите образи и се плашам. Морам да заминам. Лекар, еве го моето богатство, дај ми здравје и дозволи ми да живеам. Лекарот го зеде неговото богатство, но не можеше да му даде здравје со сета своја вештина. Човекот го промени својот лекар и се обиде со друг и мислеше дека можеби тој ќе го излече конецот на неговиот живот малце подолго. Но за жал, дојде смртта пак и му рече: "Јас ти дадов време да ги пробаш твоите различни изговори, сега дојди со мене и ќе умреш." Таа го врза за рака и нога и го натера да оди кон таа темна земја на сенки. Како што човекот одеше, се прилепуваше на секоја страна од патот, но смртта со железни раце се повеќе го повлекуваше. Немаше дрво што растеше на патот, што тој не се обиде да го фати, но смртта му рече: "Ајде, ти си мој заробеник и ќе умреш." И неволно, како бавен, мрзлив, малолетен ученик, кој оди полека на училиште, тој ја следеше по патот смртта. Тој не дојде доброволно во неговиот гроб, туку смртта го донесе до него. Гробот дојде кај него. Но смртта му рече на другиот човек: "Јас сум дојден и за тебе." Тој со насмевка одговори: "Ах, смрт, те знам. Те видов многу пати. Сум имал заедница со тебе. Ти си слуга на мојот господар. Дојде да ме однесеш дома. Оди, кажи му на мојот господар, јас сум подготвен. Секогаш кога ќе посака. Смрт, јас сум подготвен да одам со тебе." И заедно одеа по патот и имаа пријатно дружење. Смртта му рече: "Јас ги носам овие скелетни коски, да ги исплашам злите луѓе, но не сум страшен. Ќе ти дозволам да ме видиш." Раката што пишуваше над зидот од Валтазар беше ужасна, бидејќи никој не виде ништо освен раката. Но смртта рече: "Јас ќе ти го покажам моето цело тело." Мажите ја видоа само мојата коскана рака и беа преплашени. И како што одеа заедно, смртта се откри на христијанинот за да го види незиното тело, и тој се насмева, бидејќи тоа беше телото на ангел. Таа имаше крилја како херуфими и тело како на славниот Габриел. И христијанинот рече: "Вие не сте тоа што мислев дека сте. Јас весело ќе продолжам да одам со вас." На крајот смртта го допре верникот со својата рака, пулсот на човекот запре. За момент христијанинот се најде себе си преку добриот допир на смртта, променет во дух. Да, се најде себе си брат на ангелите. Неговото тело стана етерично, неговата душа прочистена, тој самиот беше на небото. Темата ова утро ќе биде за смртта, како што пастор Гаго ни кажа, и ќе биде базирана од еден стих, поточно пола стих, кој се наоѓа во Евреите 9 глава. И стихот гласи: "На луѓето определено им е да умрат еднаш." Ова е дел од стихот. И проповедта ќе се состои од вовед, 3 точки и заклучок. Ќе разгледаме во првата точка својствата на смртта, втората точка ќе биде изворот на смртта и третата точка ќе биде природата на смртта, и ќе завршиме со заклучок. Ова е тмурна и тешка тема, но многу потребна и клучна, како за нехристијаните, така и за христијаните. Овој стих се наоѓа во книгата на Евреите, во 9 глава, и книгата е напишана од непознат автор. Има дебата дали е напишана од Павле, од Аполос или од некој друг, и се смета за една од најкомплексните книги во Новиот Завет после Откровение. Во 9 глава авторот пишува дека спасението е само преку крвта на Христос, и целата книга на Евреите ја покажува супериорноста на Христос од секој поглед, посебно со референца од Стариот Завет, и во 9 глава назначува
дека жртвата на Христос е еднаш и за секогаш. И зборот еднаш е забележителен, како што го прочитавме во стихот, и често се повторува во 9 глава. Во 12 стих вика: ниту со крв козја или телешка, туку со својата крв Исус влезе во светилиштето, рајот, еднаш за секогаш и изврши вечен откуп. Истото тоа зборче еднаш се повторува во 26 стих и во 28 стих и во 27, тој што ние ќе го разгледаме. Во 26 стих вика: сега еднаш за секогаш до крајот на вековите се јави Исус да го однесе гревот, откако се принесе сам себе како жртва. И во 28 стих исто така Христос, откако еднаш се принесе самиот себе за жртва, да ги однесе гревовите на мнозина. Во 27 стих, стихот кој е нашиот фокус ова утро, е направена паралела меѓу смртта, судот и жртвата на Христос. Како што смртта е една, е конечна, е финална, е неповратна, и така судот е еден, финален и неповратен, исто така жртвата на Христос е сигурна, финална и неповратна. Таа е паралелата во стихот кој авторот ја прави. Но ние ова утро нема да збориме за судот, нема да збориме за жртвата на Христос, туку ќе збориме само за смртта. Тоа ќе ни биде нашиот фокус. И како што напоменав, ќе разгледаме 3 точки. Првата точка ќе бидат својствата на смртта. И овде може да се издвојат 6 својства на смртта. Кога го разгледуваме Библијата, може да извлечеме 6 својства. Првото својство или првата точка, подточка од оваа точка својства на смртта, ќе биде смртта како земниот изедначувач. Во Јов 3 глава, од 13 до 15 стих и 19 исто, Јов го опишува оваа карактеристика на смртта. Јов во третата глава е во тешки маки и посакува да умре. И вика: и сега ќе лежев и ќе почивав, ќе спиев и ќе ми беше спокојно, заедно со цареви и земни советници кои градеа урнатини за себе, или со кнезови кои имаа злато и ги полнеа домовите своји со сребро, голем и мал се таму, робот е слободен од својот господар. Пред смртта сите се еднакви. Не е важно дали си богат, дали си сиромашен, дали си образован, дали си необразован, дали си цар, дали си роб, дали си слаб, дали си силен, дали си бебе, дали си возрасен човек. Пред смртта нема дискриминација. Кога смртта доаѓа, ги собира сите. Ги изедначува сите. Смртта ги собира сите. И со неа ќе се сретнат сите. Чарлс Спроџен има напишано, отворен цитат: како што сите шаховски фигури се фрлени во вреќата заедно, така и во гробот нема разлика. Черепите не носат венци, а труповите не носат знаци на чест. Епископот и витезот се срамнуваат во кутијата со пешаците, а царот и кралицата немаат подобро. Смртта е ужасен израмнувач. Штета што некои луѓе ги носат своите глави толку високо над нивните соработници цел ден, зашто тие ќе мора да спијат ноќе во истиот кревет од глина, со оние што ги презираат. Стојат сиромашни плевли, богато жито, раскошни цвекиња, смртта ги сече сите со непристасна рака. Сите одат на истото место, сите доаѓаат од прашина, сите се враќаат во прашина. Затворен цитат. Второто својство е смртта е земниот заперник на злото. Во истата глава, Јов 3 глава, 17 и 18 стих, Јов вика: во гробот насилниците не прават насилство, а изнемоштените наоѓаат починка. Таму затворениците заедно се насладуваат од спокојство и не ги слушаат викотниците на надзирителот. Зборувајќи за смртта на Вавилонскиот цар
во Исаја 15 глава од 5 до 8 стих напишано е: Господ го скрши жезолот на нечестните, скиптарот на владителите, кој јаростно го поразуваше народот со бескрајни удари, гневно владееше над племењата своји и ги прогонуваше нив. Целата земја здивна, почива и воскликнува од радост, бидејќи е умрен вавилонскиот цар. Гревот во својата природа, во својата суштина е ненаситен, е разјарен, е бесен во своите нагони да доминира, да освојува и да поробува. И ништо не може да го спречи гревот, освен смртта. Иако мајката на смртта е гревот. Смртта е таа што го елиминира гревот и го елиминира растот на гревот. Смртта е таа што ги спасува слабите од силните. Смртта е таа што ги спасува затворениците од надзиретилите и угнетувачите од угнетуваните. Смртта доаѓа и покосува диктатори, злобни луѓе, лоши луѓе, ги ослободува угнетените. Третото својство на смртта, таа е земно непобедлива. Ништо на земјата не може да ја спречи смртта. Никој не може да стои пред неа. Таа кога доаѓа, срамнува и срозува се. Таа срозува цареви, кралеви, силни војници, председатели, богаташи и дури и не покажува милост ни на слаби, сиромашни и угнетувани. Таа доаѓа наеднаш и на секој миг. И кога ќе дојде, ништо не може да сопре. Во Изреки 11 глава 4 стих вика: богатството нема да помогне во денот на судот или гневот или смртта. Не е важно колку пари имаш, не е важно каде живееш, не е важно од која земја си, не е важно колку силен си или кој те штити или колку војска има позади тебе. Ништо не е важно кога смртта доаѓа, никој не може да ја спречи, ни едно оружје не може да ја победи смртта, ни еден лек не може да ја излечи. За смртта има напишано Октавиус Уинслоу, пастор од 19 век, отворен цитат: младост не може да ја сопре, убавина не може да ја фасцинира, богатство не може да ја подкупи, елоквенција не може да ја убеди, учење не може да ја збуни, вештина не може да ја загрози, солзи не може да ја придвижат, религија не може да го избегне незиниот леден допир. Незината возвишена стрела е незапирлива. Таа го зема кнезот од престолот, владетелот од државата, ораторот од сенатот, судијата од судот, министерот од владата, главата од семејството, мајката од домот, бебето од рацете на својата мајка. Никој не е поштеден. Затворен цитат. Значи, видовме три својства до сега на смртта. Видовме смртта како големиот изедначувач, кој ништо не може да стои пред неа. Видовме дека смртта е заперник на злото, од еден аспект. Видовме дека смртта е земно непобедлива, ништо не може да стои пред неа. Четвртото својство е смртта е наречен цар на земјата. Во Јов 18 глава, 14 стих, вика: од безбедноста на шаторот негов сосила го излекуваат и при царот на ужасите го водат. Овде е наречена смртта царот на ужасите. Во 5 глава од Римјаните, во 14 и 17 стих, смртта е опишана како владател, како цар, како доминантен доминатор, кој владее и го поробил човекот. И не само човекот, туку се во универзумот. Овој цар има убиено повеќе луѓе од било кој цар. Овој, може да кажеме, цар или диктатор е најсуровиот што постоел на земјата. Има пролеано толку многу крв, што Хитлер, Сталин, Мао и сите овие други диктатори се како бебиња.
во споредба со смртта. Хоратиус Бонар има напишано за царот на земјата, тоа е смртта, вака. Отворен цитат: гласот на смртта насекаде се слуша, не само од ковчегот или од погребелната поворка или од темниот свод, или пак од дворот на црквата. Смртта извира насекаде. Секоја сезона зборува за смрт, напуштање на пролетниот свет, изгорениот лист во лето, зрелиот сноп на есен, студената ладна зима, сите кажуваат за смрт. Дивата бура со густи облаци и брзи сенки, острата молња, наклонета кон удирање, темниот порој, уништувачкото поле и долина, ладниот морски бран, распрчената карпа, од корнатото дрво, сите зборуваат за смрт и корупција. Земјата брои гробови од стотици љадници и морето ја покрива прашината на неискажените милиони. Кој положени во ковчег, а кој не, отидувајќи во својата непозната темнина. Смртта владее над земјата и морето, градот и селото се негови. Во секоја куќа влезе овој последен непријател и покрај сите очени напори човекот да го задржи надвор. Ете, нема семејство без некое празно место или кревет. Нема градина без некоја избледена роза. Нема шума без некој паднат лист. Нема дрво без некоја разрушена гранка. Нема харфа без некоја скршена жица. Затворен цитат. Петото својство на смртта е земјиот уништувач. Еден има кажано дека земјата можеме да кажеме едно големо гробиште, едно голема гробница. Се е допрено од смртта и е во опаѓање. И се тежне е кон смрт. Може да кажеме дека животот е смрт во процес. Можеме да кажеме дека животот не е живот, туку е живот кој умира. Во Јов 18 глава, 12 и 13 стих, напишано: од глад се истоштува силата негова, смртта е готова, блиско е до него, таа ќе ги испојаде деловите на неговата кожа, ќе ги испојаде деловите неговиот првенец на смртта. Смртта е ужасна. Каде доаѓа, носи корупција, разједување, гнаса и гнилеш. Хенри Ло во утеха на ожелестоните за уништувачката мок на смртта пишува: вие сте смедок на смрт, извршувајќи ја својата работа, несопирлива, неограничена, подсмевајќи се на сите спротивставени дејства. Дојде и освои на допир. И сега ќе опише што се случува. Силата се намали, виталните сили се повлекоа, сејавот на окото стана слабо, бојата избледе, сетилата ги оставија настрана своите функции. Летачкиот пулс застана, енергијата ја нема повеќе, срцето веќе не се движи, духот избегал од своето глинено живеалиште. Не остана ништо, освен заробена руина, бездомно живеалиште, празен ковчег, напуштена школка. Смртта е ужасна, затоа луѓето не ќе да размислуваат за неа, затоа луѓето ја тргаат на страна, бидејќи носи ужас. Шестата точка е: смртта носи празнина и безсмисленост. Смртта носи празнина, безсмисленост или суета не само во човекот како битие, туку во сите човечки достигнувања што човекот се стреми да ги направи на земјата. И не само во човекот и човечките достигнувања, туку смртта го има земано целиот универзум во своите раце, целиот космос. Човекот како празнина е опишан во псалмите. Псалма 39, 5 и 6 стих вика: ете, ти си му дал дни на човекот колку една педа, и векот му е ништо пред тебе, и навистина се е суета. Секој човек што живее, суета, празнина, безсмисленост.
Навистина човек оди како сенка и залудно се измачува. Собира богатство, а не знае кому ќе му го остави. Во Псалма 26:9 пишува: синовите човечки се суета, синовите човечки се лага. Кога би се ставиле на мерило, сите заедно би биле полесни од здив. Царот Соломон, кој се смета за најмудриот човек на светот, кој некогаш живеал после Христос, се разбира, со многу пари и власт и време, очигледно на располагање, оди и истражува причината, смислата на животот и напишува цела книга. Книгата Проповедник е неговото истражување за смислата на животот. И пробува се што може да се проба. Пробува градење палати, дворци, куќи, градини. Пробува музика и задоволства, различни пијалоци, ликери, тревки, храни, телесни задоволства без крај. Имал на располагање 1000 жени. И на крајот од своето истражување, кој го запишува на почетокот од книгата, како сумација, Проповедник 1 глава, 2 стих и 14 стих, вика: суета на суетите, вели проповедникот, суета на суетите, се е суета, празнина, безсмисленост. Ги видов сите работи што се вршат на земјата и ете се е суета и мака за духот. И сега прашањето е: зошто се е суета? Зошто се е празнина? Зошто се е безсмисленост? И одговорот е: поради смртта. Кога смртта доаѓа, носи безсмисленост, празнина и суета во се, во човекот. И во човечките достигнувања. Не, човекот се мачи, се поти да заработи пари, да изгради куќа и на крај ќе умре. Гол дојде и гол ќе си отиде. И што е поентата на тоа што го прави? Се разбира, безсмислено. Бидејќи смртта доаѓа и му зима се. Не само што смртта го прави човекот да е празен или безсмислен и неговите достигнувања на земјата, туку смртта го прави безсмислен да е и космосот. И тоа може да видиме во Римјаните 8 глава, 20 до 22 стих, каде што Павле вика зошто и созданието или целиот универзум, целиот космос не и се покори на суетата или на безсмисленоста доброволно, туку по волјата на оној кој го покори и со надеж дека самото создадение ќе се ослободи од робството на распадливоста при славното ослободување на чедата Божји. Зашто знаеме дека целото создадение заедно со нас стенка во првобитни болки. Значи овде Павле го опишува целиот универзум како покорен на суета и во робство на распадливоста. Тоа е смртта. И целиот универзум стенка под ова робство на распадливост и чека ослободување. И целиот е обиткан во тага и во темнина. Тоа се 6 својства на смртта, што ги видовме. Со смртта нема играчка. Смртта е земниот изедначувач, првото својство. Смртта е земниот заперник на злото. Смртта е непобедлива, е земниот уништувач, е земниот цар и таа носи празнина и безсмисленост. Втората главна точка е изворот на смртта. И сега прашањето следува: од каде доаѓа смртта? Од каде е таква мок и сила на смртта толку да доминира и да го јадосува и да го уништува човекот и неговите достигнувања и космосот? И одговорот е даден од апостол Павле во еден стих. Во Римјаните 5 глава 12 стих. Павле ни опишува од каде доаѓа смртта. Вика затоа што гревот влезе во светот преку еден човек и преку гревот смртта. По таков начин и смртта премина на сите луѓе преку еден човек, зашто сите сгрешија. Смрт, изворот или фонтаната на смртта е гревот. И не гревот на сите луѓе, него гревот на еден човек, на првиот човек, Адам.
Адам падна во грев и преку неговиот грев дојде смртта и смртта премина на сите луѓе. Зошто ќе прашаме Адам да е првенецот на гревот или носителот на гревот? Бидејќи Адам е главата, фонтаната, семето или изворот и репрезентативецот на цело човештво. Адам е првобитниот татко, таткото на сите. И во неговите бедра сите луѓе се. Во неговото семе е целото човештво и од него произлегува. И кога изворот и фонтаната паѓа на целото човештво во грев, гревот како мајка на смртта, смртта доаѓа. Гревот и смртта се неизбежни. Кога доаѓа гревот, доаѓа и смртта. Бог на Адам јасно му заповеда во Битие 2 глава 16 и 17 стих. Му рече: од дрвото на познавање на доброто и злото не јади, зашто во денот кога ќе јадеш, ќе вкусиш, ќе умреш. И тоа се случи. Адам го вкуси плодот, го отфрли Бог и умре. Гревот во својата суштина е отфрлање на Бог. Тој што е единствениот, кој е суштината, фонтаната, изворот на животот, кога ќе биде отфрлен, кога ќе му речеме ние на Бог: не, ние знаеме подобро, ние ќе живееме според нашите правила, според нашите гледишта, доаѓа смртта. Кога се отворла изворот на животот, доаѓа смртта. Кога се отворла најважниот, највредниот, најубавиот, најславниот, најдобриот, доаѓа најлошото. И тоа е гревот, и со гревот доаѓа смртта. За каква смрт се работи е следно прашање што може да се праша. Во Библијата има два вида на смрт. Едната е физичка смрт, каде што доаѓа до распаѓање на телото и се нарекува првата смрт. И најстрашната смрт не е првата смрт во Библијата, туку е втората смрт, нели, како што прочита Лидија во Откровение. Втората смрт е вечна смрт во пеколот која никогаш не умира. И Библијата многу често, кога збори за смрт, збори за втората смрт. Може да кажеме дека првата смрт е само рефлекција од втората смрт. Главната е втората смрт. Телото станува пепел и прашина, но душата продолжува да живее, дали во пеколот и во вечни маки, или во рајот и во големи благослови со Бог. Тие се видовите на смртта и изворот на смртта. Третата точка ќе збориме за природата на смртта. И тука ќе назначиме дека смртта е премин, дека нема назад после смртта и дека смртта е алатка. Смртта е премин. Во Исаја 14 глава, 9 и 10 стих, пишува под земјето, и ова се збори за смртта на Вавилонскиот цар. И кога он умира, ова се случува. Вика: под земјето од оздола се раздвижи заради тебе, за да те пречека при твоето влегување. Со тебе се разбуди или се размрдаа сите водачи на земјата, изместувајќи ги сите цареви од своите престоли. И сите тие говорат: ти стана слаб, безсилен како нас. Ти стана сличен како нас. Значи, овие стихови се опишува на луѓе кои умреле, кои зборат, кои слушаат, кои гледаат, кои се размрдуваат. Значи, се збори за свест, за живот после смртта. Јованик покажува дека смртта е премин, е врата, е мост, е канал од еден свет во друг свет. Смртта не е крајот, туку е почетокот. Почетокот на вечноста. После смртта имаат свест луѓето, бидејќи знаеме дека луѓето се вечни битија. Тие отсликуваат вечната природа на Бог. И луѓето никогаш нема да умрат.
од концепт на свеста да им замре и да исчезнат, него ќе постојат дали во рајот или во пеколот. Нема назад после смртта, тоа е втората точка. Како што видовме од стихот, смртта е еднократна, е неповратлива и е конечна. Нема назад. И тоа е напишано во Лука 16 глава, 19 до 23 стих. Опишано е дека нема назад. Преку една парабола и вика си беше еден богат човек кој се облекуваше во порфил и свила и живееше раскошно секој ден и се веселеше. И по име Лазар имаше еден сиромав кој лежеше пред вратата негова сиот покриен со красти, кој сакаше да се нахрани од трошките што паѓа од трпезата на богатиот. И кучињата доаѓаа и ги лижеа неговите рани. Умре сиромавиот и ангелите го однесоа во пазувите Аврамови или рајот. Умре и богатиот и го погребаа. И во пеколот богатиот, додека беше во маки, ги подигна своите очи оддалеку го виде Аврам и Лазар во неговите пазови. Значи, умират сиромавиот, умира богатиот и толку е. Нема назад. Едниот оди во свет на благослов, другиот оди у свет на маки и оган. Животот е еден, смртта е една и е неповратлива. Реинкарнација не постои. Тоа не е библиски концепт. Тоа е концепт од азиските, источните религии, но Библијата не познава таков концепт и е лага нормално. Човекот е едно битие. Не може да биде дрво, мравка или змија. Е едно битие и еден живот. И тој има почеток и крај. Концептот на живот во Библијата е линеарен. Има почеток, има крај и нема назад. Смртта со сета своја ужасност, со света своја распадливост и гнасност и страшност е ништо повеќе него алатка. Тоа може да го видиме дека смртта е алатка во рацете на кој може друг освен Бог. Во Повторени закони, 32 глава и во прва Самуилова книга, 2 глава, 6 стих. Во Повторени закони, 32 глава, 39 стих и 40 стих, вика Господ, видете дека јас сум тој. Јас сум и нема никој друг, Бог освен мене. Јас уништувам и јас оживувам. Јас ранувам и јас лекувам. И нема таков кој може да избави од мојата рака. Јас кренав кон небото, раката моја и велам, жив сум довека. Во 1 Самуил 2 глава 6 стих пишува Господ умртвува и Господ уживува. Тој одведува во пеколот и тој издигнува. Смртта е ништо повеќе од алатка во рацете на Бог. И тој управува со неа како што сака. Смртта е агент, е роб во неговите раце. И според неговите планови, дизајни и шеми и цели, што тој го има за секој еден од нас, ја користи смртта. Смртта за нехристијаните е ужасен непријател, но за христијаните е сладок пријател. Како што рековме во 27 стих, Евреите 27 стих, 9 глава, на луѓето определено им е да умрат еднаш. Кажавме за еднаш, кажавме за смртта. И овој збор е интересен, определено им е на луѓето вака да се случи. Значи ова не е случајност. Бог го определил да биде вака. Луѓето да умрат и тоа да умрат еднаш. Бог е творецот на човекот и како творец го поседува него. Ние не сме своји. Бог не поседува нас. И како поседништво на Бог, тој има право да прави со нас, со човекот, како што сака. Дали ќе не оживе или ќе не умртви,
дали ќе донесе живот или ќе донесе смрт. И поради гревот, Бог му определил на човекот смрт. После смртта нашата состојба е вечна и е фиксирана и е зацртана. Нема назад. Или вечен рај, или вечен пекол. И сега заклучок. Джеймс Смит во свечена опомена во 1859 година за смртта има напишано: пред некој ден минувајќи низ едни гробишта, ми падна во очите надпис на челниот камен од една гробница. Каменот беше од страна на патот, каде што можеше да се види, и беше ставен таму за спомен на еден млад човек кој починал на возраст од 17 години. Надписот беше: читач, еден момент, застани и размисли. Јас сум во вечноста, а ти си на работ. Ти си на работ. Доколку не го знаеш Христос, доколку концептот на покаяние и вера не ти се познати, додолку Евангелието не се покоруваш на него или воопшто не знаеш што е тоа Евангелие, кога смртта ќе дојде во твојот живот, што ќе правиш? Кога ќе дојде овој ужасен уништувач со својот ладен допир, каде ќе бегаш? Каде ќе се скриеш? Ќе му дадеш пари, нема да го свртат парите. Ќе му покажеш сила, нема да го спречи силата. Како ќе се соочиш со овој ужасен уништувач кој има убиено милиарди и милиарди луѓе? И после смртта знај дека ќе се соочиш со семоќен и разјарен судија, кој е ненаситлив оган, Библијата пишува. Како ќе се соочиш со овој вечен оган кој проголтува? Немаш ништо што да те заштити. Се што се надеваш во оваа земја, се што живееш, ќе ти биде земено. Гол ќе се најдеш пред вечниот судија и ќе немаш ништо што да кажеш. И тој ќе отвори книгата на твојот живот, каде што сите гревови што си ги направил е запишано. Денеска е денот, вика Библијата, доколку не го знаеш Христос, доколку не си се покајал за своите гревови. Денеска е денот да се покаеш, зашто не ти е ветено кога ќе излезеш од црквата и нема да умреш. Не ти е ветено дека денес ќе легнеш на креветот и ќе преживееш. Смртта може да дојде во секој миг. Затоа дојди до Христос. Христос е тој што ја победи смртта. Христос е тој што ја згази смртта со својата смрт. И му и нуди спасение на човекот. Дојди сега при него, не чекај. Не го договлекувај. Не знаеш уште колку имаш да живееш. Кога ќе умреш е веќе касно. Сега е моментот. Денес е денот на спасение. Дојди кон Христос и не чекај. Смртта за христијаните е исто така многу добра поука за нас, кои се покајале, кои живееме за Христос, кои го очекуваме да дојде, кои живееме според неговите правила и закони, кои веруваме во неговата откупителна жртва која беше дадена за нашите гревови. Може да издвоиме 4 медитации или поенти размислување, кои јас ги имам извадено од Томас Ватсон, од Христијанинот на планината. И како нас христијани, првата точка е размислувањето на смртта ни покажува дека времето е драгоцено. Дека е многу драгоцено времето. И неповратливо е. Повеќе работи во овој живот може да повратиш. Изгубиш кола, може да купиш нова кола. Изгубиш куќа, можеш да купиш нова куќа. Изгубиш стол, може да купиш нов стол. Но времето е неповратливо. Еднаш си 20 години и никогаш
повеќе. Еднаш си 30 години и никогаш повеќе. Еднаш си 40 години и никогаш повеќе. Овој ден ќе помине и никогаш нема да се врати. Времето е драгоцено, бидејќи е неповратливо. Доаѓа и си оди. Ти нуди у моментот нешто и си заминува. И не доаѓа никогаш повеќе. Колку треба да го вреднуваме времето, да го искористиме за Бог и за Негови цели, да го спасиме времето од распадливост и од смрт и од корупција, да го употребиме за вечноста, за Царството Божјо, бидејќи поминува е како песок кој поминува и си оди. Втората точка е размислувањето за смртта му дава смртна рана на гревот. Кога ќе размислиш дека те чека смрт и дека смртта дебне у секој миг, нема лесно да направиш грев. Кога ќе размислиш дека утре може да се сретнеш со овој страшен уништувач, смртта, нема лесно да направиш грев. Кога ќе размислиш дека мајката на смртта е гревот, колку страшен е гревот ако ја генерира смртта. Многу страшен е. Томас Ватсон има напишано, вика, носи ги мислите за смрт, како книга секогаш со тебе. И кога гревот ќе те искушува, извади оваа книга и прочитај во неа. И ќе видиш дека гревот ќе исчезне. Треба да гледаме на гревот со две очила. Очилото на Христовата смрт и очилото на смртта. Третата точка е смртта е добар лек за горделивост. Како може ние да бидеме горделиви, да презираме некои други луѓе, кога ќе завршиме во прашина како сите други? Како може да презираме некој што е сиромав? Или да презираме некој што е поквалитетен од нас? Сите ќе завршиме во пепел и прашина. Сите ќе бидеме погребани. Немаме никаква причина да бидеме горделиви, да се издигнуваме, туку напротив, да бидеме понизни и кротки. Четвртата точка е размислување на смртта носи умереност во земни работи. Носи умереност во земни работи. Дали би бил загрижен ако сликата е наместена неправилно во еден брод што тоне? Дали би бил загрижен дали е права сликата во некој брод што тоне? Дали би фарбал соба во куќа која знаеш ќе се руши следниот ден? Дали човек би се раскоматил во град што знае дека ќе биде таму кратко време и е на поминување? Секако дека не би се раскоматил. Ние сме тука, драги, на поминување. Ние сме патници во овој свет. Смртта ќе дојде. За 100 години сите ќе бидеме погребани, ако Христос не дојде. Нема да постоиме веќе во овој свет. И колку важно е да бидеме умерени во сите земни работи, во пиење, во јадење, во се што правиме, во играње, во работа. Во параболата во Лука 12 глава, многу интересна парабола Исус ја дава за човек кој нивата, кој добил многу профит, може така да го кажеме во денешните термини, многу пари има добиено, многу профит, многу храна. И вика, знам сега што ќе направам. Ќе изградам поголеми хали, поголеми магацини, поголеми складишта и таму ќе го ставам сите мои пари. Поголеми куќи. И Бог му вика, ти мороне, ти будало една. Денес ќе умреш. Денес ќе ти биде земена душата. Што ќе правиш, што ќе ти се хали, што ќе ти се напластувања кога ќе умреш денес. Смртта ни покажува да бидеме умерени во земни работи. И земните работи да не го загушат нашиот стремеж кон светост.
туку напротив, земните работи да не поттикнат, да му славиме повеќе Бог, да живееме повеќе за Него, да се покоруваме повеќе на Неговиот збор. Ќе завршам со исто така Джеймс Смит, кој има напишано еден час после смртта. И отворен цитат, Джеймс Смит вика вака: еден час после смртта каде ќе бидам? Еден час после смртта што ќе бидам? Еден час после смртта што ќе работам? Еден час после смртта какви ќе бидат моите чувства? Еден час после смртта што ќе размислувам? Како поинаку ќе размислуваме за парите, за задоволството, за уживањето во нашите похоти? Се што сега нарекуваме големо, грандиозно, пожелно, еден саат после смртта. Да настојуваме да размислуваме сега, како што најверојатно би размислувале тогаш. Да се ставиме во рајот и да се обидиме да размислуваме таму. Да се ставиме во пеколот и да се обидуваме да размислуваме таму, колку поинаку ќе се покажат нештата. Значи вика, замисли ако си во рајот, како ќе гледаш на земните работи денес. Или ако си у пеколот, како ќе гледаш на земните работи